Да, нема гајле. Се раздереме с Огандал 3-0 и ќе дојде. Локомотива 2-1. Ја фати, влегува. Дурси таму уште едно пиво. Да, па Локомотива 2 Кецко ќе влезе таман. Ке влезе фиксно. Нема кај да бега, нема. Нема кај да бега. Сега ќе врти. По овие зналачки муавети мислам дека е време да почнеме со новата епизода на Скратен корнер. 26 пат се јавуваме од истото студио по само една недела пауза и ми фалеше да го поставам ова прашање. Сега сум малку вака закрепнат глас. Момци, како сте? Многу добро, многу добро. Јеј. Имав одличен викенд, бев на Мекици, кај двајца другари. Мислам, лошо звучи на Мекици кај двајца другари. Посебно беа, да, добро, оред. Им се родија нели дечиња, Саша и Софија, да се живи и здрави, да. Наши следни фанови. Да, се најдобро од тимот. Кај фанови имаше едно на Мекици кај Драган Павлов. Имаше едно дете, многу прати спорт. Значи стварно 8 години има, Симон се вика. Цела вечер седеше до мене, прави Поздрав до Симон. Поздрав до Симон, знам дека не гледа. Нека коментира ако може, ако му даваат од дома. Добро, на татко ти профилот остави ни коментар долу што Поздрав мислиш до за Симон. епизодава. Највац на Юнајтед не е прво разочарување, верувам. Добро, да, таков е суров животот и Да. мора од мал да се учи. Се челичи. Ама кај тебе како? Одлично. Мекици повеќе или помалку од Владче? Помалку мекици, повеќе скара. Добро. Да, викендов завршив уште на друга обука, таа е обуката за подобранство и сега здравје, само се чека времето кога ќе биде добро да почнем да скокам. Ако вие Барселона посета тепаше, да, и идеален викенд би рекол. идеален викенд. Одличен викенд. Имаш алиби кога за да може да се убацаш негде како подобранец. Дечко, ти подобранеци, да бе, имате с лиценца, брат, со дозвола со се. Ако ви е потребен подобранец за вашата Честито, свадба. Па убав викенд испадна ова. Иако, нели, малку оној резултатот со Португалија што се случи, Македонија-Португалија Не беше викенд. 0:0. Да, не беше викенд, ама сам да кажам, ајде, деновиве кои што поминаа од последната епизода. Фини беа. Иако, нели, не успеавме да отидеме до светското првенство, ни покажа репрезентативците еден така доста убав пат до финалето на баражот. Сега на последната пречка се сопнавме, ама убаво беше да се прати цела ова авантура на играчите. Па не само што беше убаво да се прати, беше пријатно за пратење. Така. Игра добар фудбал, откако дојде Сер Боби на чело на репрезентацијата, некако сите бевме скептици, бидејќи Мрме покажа многу и бевме повеќе, мислам, бесни на тоа што го отпуштија, отколку што и такви ни беа реакциите, отколку што на вистина не му дававме шанса на Боби да Мислам дека покаже. најплукан тренер да се, а има резултати добри пред да седне да го наследи Мрме беше како Да, може. да. Па и- пошто каже Хамба заради реакцијата за Тоа претходниот. беше, да. И сега ни докажа дека човекот на вистина знае што прави во однос на поставување на тактика, како ќе ги води фудбалерите. И она што ми беше многу драго е што игравме добра игра. Значи не се изгубивме во однос на тоа што го играа нели португалците. И уште помило ми е дека не го игравме истиот фудбал како со Италија. Значи се прилагодивме на противникот. Ми имаме доволно квалитетна репрезентација која што може да се прилагоди на противникот и да игра различен фудбал. Што е за разлика од претходните години било science fiction. Немало ни фудбал претходните години. Па добро, окей, да, али да, откако гледам репрезентација не сум видел толку добро, толку квалитетна репрезентација што знае да се адаптира на противникот. Што има таква квалитет. Многу ми се свиѓа што се држа реално, као примивме 2 гола на грешка, нели? Првиот на грешка на нашиот капитен, вториот на контра од Барди кој Да, Бардија изгуби. падна, Да. бараше фал, немаше фал, контра гол, другото беше одлична партија против таков противник. Да. Нема. И да, општата констатација, нели дека Португалија многу посериозно си ја свати работата од Италија, не подценија, влегува многу сериозно во надпреварот, не си дозволија грешка самите, така што да, со среќа и на нив на светското првенство убаво ќе беше да бевме ние, реално многу поубаво и убава група ќе ни се паднеше за следење, меѓутоа
еј, што е тука е. Ама затоа па многу работи се свртеа низ интернетот и многу интересни теми поминаа низ Твитер сферата, па предлагам да ја видиме што се случуваше таму кај тоа плавото пиле. Ај, Да се вратиме. Тоа е тоа. А сега, баш како што најавивме, се враќаме назад со она што се Нимберг. твиташе, и тоа и со Тони Нимберг. Доста се твиташе и тој минатата недела. Мислам дека имавме интересни теми минатата недела, ама ќе почнеме со подсетувањето, односно двете работи кои што реално се важни во животот. Јове, како беше двете работи кои што се важни во животот според Хенри Форд, така да се плати данок и да се гледа скратен корнер, така што петок е Аз треба да го гледате- послушат Хенри Форд пари тоа што се. реално голем човек, така е. Паметен. Сега, јас не бев на панелов минатава епизода, ама слушнав дека Владко ни препорача да гледаме малку повеќе Бундес и затоа неделава, односно викендов си дал за задача да го погледнам дербито Борусија Дортмунд против Лајпциг. Реално не ме разочара, 5 гола, Нкунку пак стрелаше, Асистенции добри. одлични асистенции, прв пат по колку време, после 2 години, години, стадионот на Борусија Дортмунд наполне до последното место и да, како што најави ти, најгледаната лига во живо. Така. Цело коло беа распродадени билетите скоро на сите стадиони, Скоро на како сите што стадиони, така. Да. На 8 од Едва стадионите чека беа за да се распродадени. наполнат, да се Добар врати пак фудбал, многу атмосферата. голови. Резултатот особено на Борусија Дортмунд Лајпциг не беше адекватен со играта на терен, нели? Може Лајпциг заслужа по 1-4, мислам дека беше премногу. Да, знаеа подобро да си ги искористат шансите, веројатно. И тоа Не беше им тоа. бил дена. Да. Сега, додека Бундеслигаше ја полна стадиони, Джоко бираше кај да се бори. Јувентус, како и обично, нели, на празен стадион стадион. одигра дерби. Многу ми се допадна мемето што беше направено со Джоку. Треба да се бориме, ајде да најдеме некое празно место, бам! Алианс стадионот, бам, таму сме. Таму, на среде дерби. Пак не успеа да го наполнат. Една Срамот. трибина зјаеше празна, не знам веќе што е проблемот. Мислам, очигледно дека многу голем проблем се превисоките цени на влезниците на стадионот на Јувентус. Ама исто така е. Многу битен натпревар беше Да, ова. да, Читав и- Роње испадна Јувентус. Дали навивачите бойкотираат намерно, појма Па нема. не знам, ова се случува со години откако се преселија на Алианс. Нели, само што спомнавме, стадионот на Борусија Дортмунд 81.000 навивачи собира, до последно место беа полни, стадионот на Јувентус собира 38, како беше? И не можат да го Не може наполнат, да цела наполнат. сезона го немаат наполнето стадионот веќе 2 сезони. Да, тоа може да се спомне за Дортмунд дека е распродан цело време, само нели протоколите зависат Да. дали ќе биде полн или не. Као иначе цело време 80 и ништо. Не, веќе, мислам, ете и Барселона игра викендов, Камп Nou беше по втор пат полн. Да. Жените го А, наполнија. Жените го наполнија, да. Жените го наполни, ова беше интересно. Обично ги пуна жените. Ој! Да, мажите го наполнија исто така. Полна стадионот, ама очигледно е дека Јувентус има некој проблем. Мислам дека е некој револтка на навивачите заради цените на билетите и заради тоа Да. намерно го бойкотираат, Да. дека ги имаат и толку многу навивачи таму во Торино. Да, Јасно ми ама е дека во Торино сепак Самиот клуб Торино има повеќе навивачи од Јувентус, Јувентус има повеќе од страна. Да. Али јас Ама се е чудно. надевам код кога ќе се Чудно. среди време, малце подобро ќе биде дека ќе почнат и навивачи од страна да идат, пошто има многу луѓе што доаѓаат да ги гледаат такмиците со Јувентус, Така, особено така, Јувентус, така. особено на дерби, така да. тоа ми е чудно дека Јувентус е клубот, нели, италијански клуб со најмногу навивачи глобално во светот, а немаат, да речеме, пример, Ма локално знаеме дека имаат помалку. на Барселона стадионот, на Реал Мадрид стадионот се полни и со туристи само. Не мора воопшто никој да дојде од градот, со туристи ќе се наполни. Некако во Торино нема доволно туристи, нема доволно луѓе Изгледа. што се спремни да го гледаат Јувентус. Така некако. Ај сега за една поважна тема. Спомнавме во претходниот сегмент, ве прашав за надпреварот на Македонија против Португалија, кој што нели одлучи кој ќе биде еден од последните патници на светското првенство. И сега и официјално ги имаме групите. Тука некаде Антонија вака ќе ги стави пред нас.
А вие верувам дека ги знаете веќе репрезентациите и која група каква е и слично, имавте време да Лека. средите впечатоци. Ајде вака накратко да прокоментираме на прва која од групиве ви е најинтересна одма од која се извлекоа групите. Ја морам да ги видам. Уште А, еднаш. најинтересна Да. Аргентина, Полска, Мексико Мгм. и мислам дека беше Аргентина, И Полска, Саудиска Мексико, Аравија. Саудиска Аравија, да. Мислам дека Саудиска Аравија некам да грешам душа, ама најслаб противник Мгм. во општо на цело провенство, а додека пак Полска секогаш ми била интересна од тој аспект што секогаш биле многу добри во квалификација, ќе дојдат на светско не можат група да поминат. Тоа се случувало и последниот неколку особено првенства. Верувам дека овој пат ќе успеат да поминат. Мислам дека можат и да бидат први во група. Не викам дека ќе има некој кој знае каков успех, ама Аргентина со Мексико секогаш се мачала. Така што Да ги видиме, да. Надолго и на широко ќе го направиме муабетов во главната тема, ама вака сакав првите впечатоци, па ќе се префрламе кај Хамба. Првите впечатоци кај мене се дека ниту една група не ми отскокнува онака да ја речеш дека е група на смртта. Да, нема класично. Нема такво нешто што досега често се случувало. Ниту една не ми е онака, па да речам, кој што кажа Владко, групата се Аргентина, Мексико, Полска и Саудиска Аравија, и групата каде што се Шпанија и Германија. Групата на Заедно смртта. Со Јапонија, групата на смртта. Како беше она, никогаш не прашувај жена колку пари зима, не, како беше, жена колку години има, маж колку плата зима и земјите од група што правеа помеѓу 39 и 45. Кјути си, ништо страшно, ништо сериозно. Полека заборава. Да. Сакате ли оваа тема баш околу светско првенство стварно да ја дискутираме малку на подолго, бидејќи ми се чини интересна, сега сме загреани околу светсково тазење, да се префрлиме во главната тема. Вие во меѓувреме стиснете subscribe, стиснете лайк на ова видео. Ако ви се допаѓа, ако не ви се допаѓа, пријавете во коментар дека не ви се допаѓа и останете со нас. Ќе реши 1 минут. споделете. Не. Прачете на другарка. Добро. Кога не, тука може да бидеме веќе сериозни. Треба ли да бидеме во ред? Темата е Светско првенство 2022, кое што се одржува во Катар. Добре дојдовте во главната тема. Ова е муабетот на неделата. Па сега, момци, пошто Одличен. во претходниот сегмент ги спомнавме групите и спомнавме од прилика кои репрезентации се таму. Ајде вака, за почеток, дали сте задоволни со извлекувањето на групите, дали сте задоволни од тоа како изгледаат и вака прв печаток околу тоа кој ќе ве изненади, кој очекувате да флопне и слично, шампиони, рани предвидувања, тоа се ќе зачуваме за покасно. Ама вака прво за групиве да направиме муавет општ. Кој ќе изненади? Па чисто иде од групиве почни. Кажав уште пред да биде ждребот и на групиве пред да се пласираат некои репрезентации дека Португалија мислам дека ќе освои, пошто Рековме се посетува. ако Да. нели тоа ќе Добро. изненади позитивно. Така. Тие се мои Dark Horse фаворити, што реално ги гледам како најквалитетна репрезентација после Франција индивидуално. Така. Тоа, а за флопирање, мислам дека пак Полска, како што спомнав преска, дека многу тешко ќе биде во групата? Да. Да, така изгледа. Омилена група, Хамба? Па преска кажав, групата ми е многу интересна. Со Шпанија, Германија, Јапонија и еден што чекаме да се одлучи. Да. Таа група ми е многу интересна. Инаку од тоа како, нели што праша за групи, навистина ми се допадна како се направени ждребовите, пред тоа што немаме повеќе од 2 фаворити, тоест јаки репрезентации во една група. И тоа е многу добро, пред тоа што тоа значи дека ќе имаме постојано квалитетен фудбал во текот на целото првенство. Пред тоа што некој знае да се насоберат еден куп репрезентации во една група,
да излезат јаки репрезентации, а послаби да пројдат понатаму. Така. Сега е некако тоа изедначено и ми даде шанса подеднакво на сите. И тоа ми е многу ми е супер дека така се слечени групите. Во однос на изненадувањата, позитивно изненадување, мислам дека би можело да бидат Србите. Пошто за мене изненадување се некои слаби репрезентации, Да. кои мислам слаби, нели? Да, што не се Кои што- топ 15, Да, кои што очекуваме да направат така, нешто, да. да. Србите, Хрватите, мислам дека пак веќе ги имаме на едно повисоко ниво ставено после последните неколку првенства. И се очекува од нив дека нели ќе поминат и групите, дека ќе продолжат понатаму. Флоп Белгија. Белгија ми се онака печени да бидат флоп на стеното светско првенство, пред тоа што се иако се многу високо рангирани, не знам како ги рангираат по FIFA. Они се ужасно лоша репрезентација. И тоа го докажуваат години уназад. Имаат топ генерација, имаат одлични играчи, сето тоа е кул, супер. Арно, на репрезентативно ниво, белгиците се Кои имаат најпреценетиот тренер во историја. Мартинес? За мене, да, и го фативме нели во минатите епизоди. Да, се согласувам дека стварно имаат многу добра репрезентација, индивидуалци неверојатни, цело време ги стават како фаворити, ама фаворити од оценка, уствари ги бројуваат меѓу најголемите фаворити во топ 3-4 цело време од човек толку долго со сенка, и они ништо не прават. што Да. веќе се Согласен. станати бели онака. Моја Сонце ги нема фатено. Еден малце лонгшот ке видела дека Хрватска може да не помине групи, баш со иста група дека со Белгија. Тоа ми е мене. Добро, еј. Може, Добро, може, да, има доста Канада има промена много на ќе генерација. Па Канада може да помине, искрено. Јас мислам дека Канада дури има некоја моќ да помине, Мароко тапа што се скараа Зиех и селекторот. Ако Зиех и селекторот беа во окей односи, дури и ќе речев Мароко ќе биде втор во оваа група. Сега вака во овој момент не сум многу сигурен. Многу лош тајминг за тоа. Сега пробав да извадам дома неколку интересни факти околу светско првенство и околу светските првенства општо, in general, нели? Добро. Па сега ќе пробам вака да ви ги филтрирам, пошто премногу факти собрав, ама нема да ги прочитам сите за да не видам доседен. Слободно, ако сметате дека нешто не кажувам, слободно прекинете ме, кажете ме и што знам, убацете се во муабетов. Е така. За почеток, Катар прв пат домаќин на светско првенство, прво светско првенство кое што се игра во зимски период. Сите светски првенства претходно биле летни. Ова е прво кое што се игра меѓусезона, прво кое што се игра во зимски период. Патем 21 пат како што се одржуваат светските првенства. Претходно пред да почнеме да снимаме го направивме муаветов со Владко. Само една репрезентација нема пропуштено светско првенство до сега, тоа е Бразил. Која е втора со најмногу учества? Германија има колку, како беше? 19 учества од 21. Да, ова е 19. Да се спомне дека претходно се брои како Западна Германија. Да, така. Инаку ова ми беше интересно. Ова е најкомпактното светско првенство до сега. Значи, двата најраздалечени стадиони, еден од друг, се далеку само 55 километри. Во споредба со минатово светско првенство, каде што најисточниот и најзападниот стадион беа 2414 километри оддалечени еден до друг. Минатото светско беше најголемата земја. Да, така што а сега се напомене треба дека се монтажни стадионите. Да. Еден од стадионите исто така е направен од комплетно рециклажен материјал и потоа сите столчиња по завршувањето на светското првенство ќе бидат ренаменети за стадиони во Европа. Значи ќе им бидат донирани на одредени клубови кои што не можат да си ги реновираат стадионите. Arab money. Тоа е Thank you guys. Може конечно Пелистер ќе добијат и ќе ги продадат како претходно што добива. Ново Тумбе кафе. Дали знаете кој е најдобриот стрелец на светските првенства? Роналдо феноменот. 15, Роналдо 14, така беше? 16 со 15. Да, 16 голови има Мирослав Клосе. А сега заради него и засака в Германија 2002, 8-0 прва против Саудитска Арабија, тогаш сум за Германија.
навака цел живот. Колуп напред и кога правиш и 4 гола даде, нели? Подвижен дечко, бе. Патем, got the move. тоа е само за еден гол помалку од најдобриот стрелец на индивидуален надпревар на светските првенства. Тоа е Олег Саенко во бившиот Советски сојуз, има дадено 5 гола на еден надпревар на светско првенство. Тоа не сум го знал. Тоа се отприлика некои така од најинтересните факти и последниот нели факт, Пеле е играчот со најмногу освоени светски првенства, тоа се 3. Исто така го држи рекордот за најмногу последователни светски првенства со даден барем еден гол, тоа се 4, доколку Роналдо даде на ова светско првенство, не, доколку Клосе даде, мислам има четворици играчи кои што го делат, можеби и Клосе беше меѓу нив, Уве Зелер е меѓу нив, мислам дека или така некако. Клосе беше 4 Да. првенства со И даден гол. ако Кристијано Роналдо постигне гол на ова светско првенство, ќе го сруши тој рекорд и ќе отиде на 5 светски првенства во кои што има дадено гол. Сигурно ќе го сруши така, да. И тоа беше тоа од прилика за фактите. Се надевам дека нешто интересно имаше од тука. Да, баш интересни ствари имаш издвоено. Свака час Кирче. Малку бројки, малку знаење, малку географија, ама учиме, што е најважно. Сва среќа тука е, гугле. Сега, пошто ги спомнавме тука играчи, особено оние кои што се во постари години, 35 и плюс, последно првенство, веројатно последно светско првенство за Кристијано Роналдо, за Меси, за Тиаго Силва, за Даниел Веш, Кавани, за Даниел Веш, за Суарес, Кавани, Левандовски така. и така натаму. еден така куп натаму. играчи, еден куп Модрич. играчи. Модрич. Што значи ова за нив? Јас да престанам да зборувам, повелете вие. Ова првенство значи зацементирање на статусот на најдобар играч на сите времиња за Роналдо и мислам дека ќе тргне по тоа. Знам дека има многу полемики за Така? Меси, Роналдо, Зидан. Највеќе титули има во Лига на шампиони, има освоено европско, има се, му фали само светско. И на Меси му фали истото. Значи се стоиш на предвидувањето дека Португалија ќе оди до дека крај. ќе оди до крај и мислам дека паметот на Роналдо е само тоа, да се извади максимумот од него и од соиграчите. Златна генерација имаат со неверојатно над просечни фудбалери индивидуалци и мислам дека финале не им бега на Португалија и ете зошто да не идат да освојат. Дали ќе биде етички исправно ако ФИФА ни намести едно финале Роналдо против Меси, Аргентина против Португалија? Ја би бил сосем окей. Така Да, Тоа ќе нека го- знам дека е местено. Ако е местено, дај да ги видиме еднаш финал. Тур на интернетот тоа финале. Да, мислам да. Од тоа што барем го видов кога ги видов сите кои играчи се списокот на играчи кои што можеби ќе го играат последното светско, поради тоа што не се знае, можеби Меси ќе играе на следното, можеби Роналдо ќе игра на следното, ментални се двајцата не се Да, не го исклучуваме тоа. Истото се однесува и на Бензема, и на Левандовски, и на не знам, на многу играчи, не можеш да знаеш кога, пошто тоа што очигледно фудбалот има толку многу напреднато и се она што се гравитира околу фудбалот, тоа и медицината и се останато. И тренизите и играчиве се неверојатно. Две. Да, Роже Мила е најстар стрелец, да. Па можеби еден од нив двајца ќе оди да го бутне тој рекорд. Се си била, тоа сакам да кажам дека можеби нема да им биде, ние сега, нели, нормално очекуваме дека можеби ќе им биде, али не можеш да знаеш. Тие играчи се имаат оставено многу позади себе и сите сакаме да се простат со фудбалот на најдобар можен начин. Исто тоа би го сакал и јас. Не сите не може сите да го освојат светското првенство нормално. Еден од нив ќе го освои светското првенство. Искрено да, би сакал пристрасно да биде тоа Меси и сметам дека Аргентина има шанси, иако сите сметаат дека нели Франција се први фаворити, после тоа се тоест се Португалија и Шпанија би рекол. Кој што кажа претходно дека разговаравме, нели, интензитетот на играта што играат европските репрезентации е секогаш многу повисок за разлика од аргентинските, од јужноамериканските, но желбата пак и јужноамериканците е многу поголема и не знам, некако страста за тоа светско првенство, статусот на тоа надпреварување е многу повисок за разлика од се друго. И тоа мислам дека би било пресудно за да
Аргентина на чело со Меси дојде до финале и се надам да го освои, поради тоа што Меси веќе не го интересира клупски фудбал. Многу од неговите соиграчи се тука и да го поддржуваат и тоа е тоа што очекуваме од ова светско првенство. Јас ќе се надоврзам на темава за играчите на кои што можда им е последно светско првенство, чисто со тоа дека можеби самиот момент дека ова првенство се одржува меѓу сезона, можеби ќе донесе некој различен фудбал, можеби ќе донесе различно да пристапат тие играчи кон самото првенство, бидејќи нели играч кој што има 37-38 години и сака да продолжи со играње фудбал, клупскиот фудбал ќе му биде поважен бидејќи тој е тој што го плаќа, нели? Да. Сега, нема тоа да биде случај кај јужноамериканците, бидејќи тие се предводени од страст, не се од разум, логика или што и да е. Ама кај европејци дефинитивно очекувам, па затоа очекувам можеби и некои киксови, да речеме, ете, како Хрватска, репрезентацијата на Хрватска можеби нема да изгура толку многу, можеби белгиците. Јас сум сигурен дека белгиците ќе се чуваат. Сред сезона е, Лукаку не би сакал да се повреди во јануари, Де Брујн не би сакал да се повреди во јануари, многу ќе им значи за бонуси за сезоната, за слично. Така што да, може многу да промени тоа што се игра ова првенство во зима. Да. Кој мислиш дека е најдобар тим, односно најдобра репрезентација, да не е од Европа или од Јужна Америка? Бидејќи сите до сега освојувачи се од Европа или од Јужна Америка. Кој има највеќе шанси да кој е најдобар и кој има највеќе шанси? Пошто може Сенегал. Сенегал мислам мислам дека е најдобар. Сега дали има најмногу шанси, можеби и не, бидејќи начинот на кој што вкрстуваат после групите им го прави патот многу тежок, меѓутоа Сенегал тоа што го покажа во изминатава година дена на два пати го победи Египет на Салах, го освои афричкиот куп, да, иако на пенали, го освои афричкиот куп, многу тешко им се дава гол, имаат индивидуалци кои што се во вистински години и мислам дека тие би имале можеби најголема шанса ако ги исклучиме европејците и јужноамериканците, меѓутоа иако не им давам големи шанси на пример да стигнат до полуфинале. Тоа мислам дека нема да се случи. Мислам дека ќе има една од Азија или од Африка, ќе има една што ќе игра четвртфинале. Од Азија или од Африка да игра четвртфинале. Треба да помине едно коло само. Минатото за малку Белгија ќе испаднеше од Јапонија. Да, до последна. Да, Јапонија потсекогаш ми биле интересни. Немаат среќа во групата дека се со Шпанија и со Германија. Добро, поранешни сојузници. Да. Пријателски ќе си играат. Помеѓу нивниот блок верувам ќе си ги дека да, подела. Сенегал најквалитетен според играчи, според нешто, ама не знам. Види, светското првенство е првенство кај што учествуваат тимови од сите континенти, а го освојуваат, кој што кажавме, јужноамериканци и европејци. И тоа е баш поради фактот што во Европа се игра најквалитетниот фудбал, се најголемите пари кај клубовите и тие клубови ги носат јужноамериканците кои што имаат талент, ги дооформуваат и имаат јаки репрезентации. Јас верувам дека доколку тие јужноамериканци играчи кои што доаѓаат во Европа, доколку останат таму, нема да достигнат ни 60% тој капацитет, поради тоа што во Европа сериозно се пристапува на фудбалот. Се инвестираат доста големи пари во тренинзи, во развој на самата филозофија на спортот и сето тоа. И ниту еден континент, ниту една презентација која што нема доволно играчи кои што играат во Европа, не може да биде конкурентна и да речеме дека би можела да направи нешто посебно. Сенегал, да. Сенегал има доволно играчи кои што играат на високо ниво во Европа и можеби ќе се однесат некаде до осмина финале. Ја верувам дека би можеле да поминат група, али подалеку од осмина финале не можам да ги видам. И ниту една друга репрезентација не можам да ја видам таму. Незгоден жреб. Викавме за Гана, така викавме, па Суарез ги спаси од 120 нели Да, за за малку да не од одат полуфинале. Да, кога сме кај таа Гана таа сезона, мислам дека истото ќе се случи со Србија. Ќе се игра добро утакмица со Бразил, ќе се изгубат после како и на секој првенства. Не сакам да е тоа така, нели, ќе навам за Србија и за Германија, нели, нормално. Меѓутоа тоа го прават веќе неколку пати. Исто минатата светско победија една со Коста Рика, мислам после се изгубија Швајцарија, нели, не покажа ништо. Се надам дека ќе поминат група и дека ќе долно да го тепаш Бразил онака и после се курчиш. Да, готово. Значи 2010 го победија ја победија Германија, после изгубија од Австралија и од Гана исто. Да. Као тоа
Мислам дека сме во прав момент за да даеме некои рани предвидувања, ама нема да почнеме од шампион, бидејќи почнавме со индивидуалци да зборуваме, ајде сакам од таму да почнеме. Најдобриот стрелец на едно светско првенство е Жист Фонтейн од Франција, кој што има даено 13 голови на едно светско првенство. Тоа сега во 2022 многу тешко да се повтори. 13 гола да се дадат во 7-8 надпревари. Меѓутоа, кој мислите дека ќе биде најдобар стрелец на првенство? Најдобар стрелец? Да, онака некои лабави предвидувања да дадеме. Неймар. Неймар. Добро. Колку би имал од прилика? 5. 5. Добро. Хамба. Ќе дадам и јас секако. Мбапе. Добро. Ќе треба да смислам нешто друго. Колку голови? Па не мора да си, но може да имаме исти мислења, нормално. Мбапе мислам дека нешто 6-7 гола, 7. Јас ќе одам со Бенцот и ќе одам со 5-6 гола. Бензема, да. Франција шампиони. Па не знам, ама некако така ми мириса, дека и му се угледуваат многу на Бензема во Франција, сега кога се врати веќе во репрезентацијата сакаат да играат со него, така што тоа е могуче да биде. Сега, најдобар голман на првенството. Фабиан Бартез го држи рекордот за најмногу надпревари без примен гол на светските првенства, тоа се 10. Најдобар на светски првенства Оливер Кане дефинитивно има земана за најдобар играч 2002 кога Германија изгуби. Значи, па Германија изгуби. Да, па Германија изгуби. Па Лионел Меси зема за најдобар играч. Добро, Аргентина изгуби. Кан стварно беше добар, а Меси беше као 3 гола со Иран после Па јас не би се сложил, пошто Кан го киксна финалето, ама добро. Ајде, ќе го кажеме така. Најдобар голман влаче. Најдобар голман? Кој ќе брани за Бразил, Алисон или Едерсон? Алисон ќе брани, да. Не, па еден од нив тој ќе биде најдобар голман. Алисон, да. Веројатно ќе биде Алисон, бидејќи гледам дека сите квалификациони ги избрани. Тој Едерсон овие квалификации 2 надпревари само бранеше. Твојот избор? Дегеа. Нема да брани. Унај Симон ќе брани за Шпанија. Ако бе, па кога Меси зема за најдобар. Да. Чекај, нема да брани Дегеа? Нема да брани за Шпанија. Мислам скоро сигурно Унај Симон ќе брани, оној што ги бранеше и Куп на конфедерации и Европско. Не Куп на конфедерации, Лига на нации, да, и Европското. Кепа. Мартинес. Еми Мартинес. Добро, да, има смисла, има многу смисла. Најдобар играч на светското првенство. Мојот голман. Леле, и тоа треба да ви кажам, а? Мањан. Нема Мањан да биде прва постава, Љорис ќе биде прва постава. Може да се бори. Едно име. Чекај, сега сакам да биде добар избор ова. А не очекуваш дека Сакам да да го прашаме. спукам од некаде. Да, Само прашуваш. тоа е тоа. Малце, ајде се. Мануел Ноер, пошто Германија никој не очекува да стигнат до трето место, а ќе стигнат до трето место и ќе му дадат на Ноер награда, што? Добро. И кој беше уште? Најдобар играч ми е прашањето, пред да ме прашам за сите други прашања. Најдобар играч на целото првенство, ајде ќе речеме целокупна таа награда која ќе освоја, не знам, Хамес Родригес, порано не знам кој освојуваше, Модрич минато во светско првенство, Меси го спомнавме, Кан го спомнати. Сега кој би можел да биде? Не. Кевин Де Бруйне, а најдобар млад Алварес од Аргентина. Добро, Алварес ќе влезе во конкуренција за најдобар млад, треба да е само под 23, така? Да, 20. Така? Да, Да, па добро. сега напуни 22. Да, тогаш влегува, да. Во ред? 2000-та. Меси, најдобар млад Педри. Многу сум пристрасен, ама некако не можам Да, ле, мислам дека некако мене ми е онака како сигурица дека Педри ќе биде најдобар млад. Ја мислам дека Шпанија ќе стигнат до многу далеку. Педри е Полуфинале. као мање више најдобар во таа средина на Шпанија и во моментов. И не знам, могуче да е тој. А за најдобар играч истиот ќе го кажам кој што го кажав за најдобар стрелец. Да, Бензема ќе го кажам, знаеш зошто? Гледај, ми се уклапаат премногу работите. Ако Франција, како најсилната репрезентација која што е на ова светско првенство, стигне до финали, ако Бензема биде прв стрелец, она што веќе го предвидов претходно, ќе нема никаква логика Бензема да не е најдобриот играч на тоа првенство, бидејќи и Може Канте ќе издржи биде лидер или нешто. Најдобар, Значи што? најдобар млад може и Влаховиќ да биде. Да.
И тој влегува во конкуренција. 22 има и он. Иако на почеток реков дека од Шпанија очекувам многу да изненадат и да се качат до медал, сакам да не бидат сите три европски во топ тројката и ќе оставам Бразил малку највачки. И тоа по редослед Франција, Германија, Бразил. Мислиш back to back иде Франција? Титуле? Мислам дека оваа репрезентација на Франција, иако е премногу јака, иако покажуваат дека се многу јаки, иако од сите очекуваме дека ќе флопнат, дека нема да им се игра, дека ќе имат некако овие французи, иако се сите егоцентрични навидум и се чудни можеби, ко карактери во тимовите, очигледно во репрезентација имаат некаква хемија ко европските бразилци. Нешто ќе му даде, само што се малце поозбилни, посериозни кои играат фудбал. Али мислам дека на ова светско првенство таа репрезентација ќе флопне поради тие напумпани ега кои што се во собликуваната на Франција, дека ќе имаме нов светски шампион, Аргентина, Франција и трето место Шпанија. Ке флопна, финале ќе игра, тоа е да видиш. Ќе флопнат со тоа што нема досвојат. Истото прашање. Ајде. Португалија прва, Бразил втор, Англија трета. Леле, Англија ја заборев. Јас не знам за Германија, ама мислам дека Ау! Бразил мора да се стаи тука, зашто Бразил е Бразил, најуспешен секој светско го игра. Португалија ќе освои, Англија има лесен распоред. Леле, да. Добра Че, игра. никад не се клади на инглези. Јас ги Не се превидов скроз. И сакам Германија да освои со Србија во финале, нели? Ама Не можат енглезите да стигнат подалекот од полуфинале. Абе, ќе ги раскара Швајнштајгер и Јана, молим те, немој Германија, Србија финале. во финале нели има минатото светско, европско финале има. Зошто да не сега пак да играат полуфинале? А сега, ви, лесна ждрепка им се погоди, така некако интересно вкрстуваат, ама... Франција мислам дека, извини, дека ви рековте Франција ќе освои, ти викаш дека ќе игра финале, ја викам дека Франција четвртфинале испаѓа. Па, да, види, редоследот зборува така. Дека направија успеси, зема светско лига на нации. Истото се случи со Италија, од кога зема светско не може групи да поминат. Франција истото, претходно Франција кога зема исто не може Да, се групи степа поминат. нели на тренинг со Реймон Доменеш. И бек ту бек многу е тешко да се освои, особено во ваков модерен фудбал кој што има Така. нели цело време нови таленти, нови генерации, различни форми, истите играчи да држат иста форма 4 години е нереално, сулудо. Така што не верувам, четвртфинале максимум за мене Франција. Ги кажав моите, Португалија, Бразил, Англија. Тоа е. Океј. Јас би бил многу окей ако работите испаднат како ти што кажуваш, би ги сменил првите две само репрезентации, Бразил некако да дое на прво место пред Португалија, ама окей сум и со тоа. Ќе биде интересно светско, дечки, како и да е, види, Да, ние ја кога го гледаме чекам во да почне. зимна атмосфера, ама па гајле ти е. Па добре, ќе си седнеш покрај каминот, Да, во Рустикана. прв пат така. Се наместиш тука и ги се гледаш фудбал. Човек ќе го запали камера. Да, цобе го немој каминот не работи, а завади денес. Накладе, ќе го накладе што вика. А пошто е ладно, дека немаме оган во каминот, да си бегаме? Да бегаме. Да си Чека, бегаме. дерби на колото да фатиме? Немаме какво Нема. дерби на колото. Нема дерби, кој е, да. Нема дерби. Ништо. Тоа е. Дечки, Светско доволно ќе треба да беше се денеска. задоволат. Светско. Со Светско. светско. Гледајте го светското, пратете ги вестите околу светското со нас. Останете добри, нели? Сабскрајбајте не, лајкајте не. Поделете, препорачате Дечки, една секунда работе, чак. Бум. Притискате и шер. Тоа е тоа. Направете Шерите не скери. познати на YouTube. Воглавно тоа само Да. го бараме од вас. Да, И пари. Дајте ни пари. да. И тоа ни треба.